Се разгорува војната на Блискиот Исток. Израел нападна станица поврзана со иранска нуклеарна програма. Според израелските безбедносни сили бил погоден објектот Талекан, за кој тврдат дека бил користен за развој на нуклеарно оружје. Нападот бил извршен со прецизни разузнавачки податоци од војното разузнавање. И Иран продолжува со контранапади. Во заедничка операција со трупите на Хезбола го нападнаа северен Израел, а со дронови атакуваше во земјите од регионот. Иранската армија соопшти дека нападнала израелски воени бази, седиштето на контраразузнавачката служба Шин Бет. Воздухопловните бази во Палмхим и Овда кои припаѓаат на ционистичкиот режим, како и седиштето на Шин Бет беа нападнати од беспилотни летала на армијата на Исламската република Иран. Во Ирак нападната италијанска воена база, а во територијалните води на земјата дронови погодени си 2 нафтени танкери по знаме на Маршалските острови. Жителите на Дубај добија најмалку 2 аларма за ракети вчера вечер, а утрото беше нападнат аеродромот во главниот град на Кувајт. Трамп изјави дека добиле војната со Иран, дека Соединетите Американски држави ќе останат во борбата за да го завршат она што го започна. As we end this threat to America and this threat to the world, we don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? We don't want to go back every 2 years and Во Соединетите Американски држави се прошири шпекулација за можен ирански напад во Калифорнија, а Трамп рече дека тоа се истражува. Иранскиот председател Масуд Пезешкијан изјави дека Техеран сака крај на војната, но за тоа има неколку услови, меѓу кои гаранции дека ваков напад никогаш повеќе нема да се случи. Единствениот начин да се заврши оваа војна која започнаа ционистичкиот режим и Соединетите Американски држави е да се признаат легитимните права на Иран, да се исплатат репарации и да се обезбедат цврсти меѓународни гаранции против каква било идна агресија. Последните случувања повторно зголемија цената на нафтата. Денеска таа изнесува на $100 за барел, а Техеран се закани со пораст и над $200.